Добро во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва моја гостинка да биде новинарката и уредничка Ивона Талевска. Добре дојде. Добро те најдов, благодарам за поканата. Ивона, минатата недела буквално кажано Абер пристигна, Абер криен 6 месеци како змија нозе, дека во меѓувреме без никој да знае, организирано од обвинителството за организиран криминал го затвориле случајот скандалот со СЈО. Нешто што изненади многумина, но многумина и не. Еден можеби од најголемите резили во македонското правосудство, иако има многу резили на број. Го прочитав и јас тоа, го работев и јас тој случај. Тоа е скандал сам по себе и доказ дека се штити организираниот криминал и корупцијата, односно октоподот на поранешните специјални обвинители во редот на обвинителството за организиран криминал и корупција, каде што е поднесена кривичната пријава од партијата ВМРО-ДПМН. Сето тоа се случува во август минатата година, во меѓупериодот кога почнува постапката за избор на нов обвинител пред да замине Љупчо Коцевски и го користат тој вакуум за да донесат одлука, иста како и првиот пат кога донесоа одлука, дека нема да се отвори истрага за она што Државниот завод за ревизија го наведе како незаконско споделување на бонуси за поранешните специјални обвинители во вид на додатоци во висина од 4,6 милиони евра за слушањето на разговорите додека биле специјални јавни обвинители. Тоа значи дека со одлуката на обвинителството за организиран криминал и корупција се спроведува државен удар. Зошто е тоа државен удар? Затоа што се изолира една група од 10 луѓе за кои што не важи ниту уставот, ниту позитивните законски прописи и не смее да се отвори истрага која евентуално би ја докажала нивната недолжност и невиност пред судот. Значи не сме сите исти пред законот и пред судот и пред уставот на државава. Некои се над уставот и над законите, во случајот специјалните обвинители, за кои што не може да се спроведе истрага дали законски или незаконски ги поделиле 4,6 милиони евра бонуси. Тоа е државен удар. Кога вие надвор од правниот систем, надвор од правосудниот систем, штитите една група за која што Државниот завод за ревизија вели дека незаконски ги поделиле бонусите. Она што како надеж сега ни останува е да видиме дали вишото обвинителство ќе донесе некаква одлука по оваа втора одлука на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Обвинителот Љубец Светановски посочи дека не верува дека е донесена ваква одлука и чека да ја види. Зошто ја кријат одлуката, се уште не е јасно. Ние како Вечер МК се обративме до обвинителството за организиран криминал и корупција да ни одговорат на неколку прашања. Првото е дали ги испитале поранешните специјални обвинители, дали дале исказ за незаконската поделба на хонорарите. Второто е дали обвинителот кој што работи по предметот реферирал кај повисок виш обвинител за одлуката и за предметот. Третото е дали постапил по претходните нападствија од вишото обвинителство за постапување по кривичната пријава за незаконската поделба на хонорарите и го заборев четвртото прашање што беше во истиот контекст. Фатени 100-0 ни враќаат одговор од обвинителството за организиран криминал и корупција дека остануваат на претходно искажаниот став даден за Алфа телевизија дека ја отфрлиле кривичната пријава, односно донеле негативна одлука по предметот за отворање истрага за незаконската поделба на бонусите и не повторно им вратив ништо не ни одговорија. Бидејќи сите работи што ги наведе се со основан сомнеш дека не се направени. Не се направени, да беа направени, ќе ни одговорија дека се направени, бидејќи ако нема што да се крие тука. Парите се незаконски поделени, тоа не го тврдам јас како Ивона Талевска, тоа го тврди Државен завод за ревизија. И сега обвинителство за организиран криминал и корупција се става над Државен завод за ревизија и прави државен удар, спасувајќи ја оваа група да не се води истрага и да не ја докаже својата невиност пред суд. Па ние повторно им испративме имејл дека не ни одговориле на ниедно од прашањата и дека во интерес, бидејќи се работи за предмет од голем интерес во јавноста и за голем јавен интерес, повторно испративме имејл со истите прашања и со замолница да ни одговорат и нормално дека ништо не ни одговорија.
Сега сме во постапка пред повисоки инстанци за да добиеме за информации од јавен карактер дозвола и нивна обврска дека ќе морат да ни одговорат. Ќе видиме како ќе тече постапката. Во секој случај тоа е пораз на правната држава. Не само што е државен удар, е пораз на правната држава и на тамошно функционирање на криминалот и корупцијата и нивна заштита во рамките на обвинителството за организиран криминал и корупција. Ние не можеме да водиме фер и продуктивна и добра борба со криминалот и корупцијата. Значи не можеме да ловиме висока политичка корупција ако имаме висока корупција помеѓу самите обвинители во организиран криминал и корупција. За да тргнеме во борба против висок политички криминал и корупција, мора да го исчистиме обвинителството. Затоа што веќе се случуваат сопки од таа страна, веќе стотици кривични пријави поднесени во изминатиот период стојат во фиоки и тие не отвараат предмети. Значи, касниме, доцниме, сите, државата доцни со борбата со организираниот криминал и корупцијата токму заради овој октопот во обвинителството за организиран криминал и корупција. Тие обвинители мора да си одат. Затоа што државата мора да се справи со високите случаи на криминал и корупција. Сепак, реално гледано, имајќи предвид со кого си имаме работа. Едно е она што го кажуваш и тоа е точно како треба да биде, но зборуваме за јавно обвинителство општо гледано, не е само тоа за организиран криминал. Не се контаминирани случајно така еден, двајца повеќе мина се, иако не можеме да генерализираме, но раководните структури се. Токму во случајот на ова обвинителство имаме онаа слика што останува во помнењето на секој македонец, како некој некому седи врз глава. Велат Македонија била мала, не е толку мала Македонија, може да се сретнеме на улица, в кафеана, да се видиме и да не сликат, ама на глава јас да ти седам во домашни распашани услови, тоа веќе толку Македонија не е мала. Затоа мислам дека реално гледано македонската јавност не е изненадена. Зошто? Затоа што изминатите, особено 7 години, се навикнаа на она што му го суфлираше Али Ахмети на Таче, ако се сеќаваш, како до сега. И беше најнормално работите да минуваат така и да беше во таа констелација како што беше порано и вакво нешто ништо немаше да се случи. Сега има друга влада, новинарите се малку поопуштени во однос на се надевам според она што се случува и во јавното обвинителство се пројавуваат обвинители кои што излегуваат со вистината, што било, како било, така што се надевам дека ќе се смени работата и поинакви услови се, ама порано тоа ќе си останеше, знаеш, ништо немаше да се случи. Како до сега. Овие 10 обвинители сакаат да биде како до сега. Така. Тоа е првата работа и втората работа е фактот дека во обвинителството и во правосудниот систем 80% на честни суди и обвинители се заложници на 20% корумпирани и, како да кажам, компрометирани обвинители и судии, кои што си дозволија во изминатиот 8 до 10 годишен период да работат толкувајќи го законот согласно нивните финансиски интереси, како што е случајот со поранешните специјални обвинители, како што е случајот со некои адвокати кои што ги гледавме и имиња на судии во случајот Рекет, и за кои што се уште ние немаме никаква разрешница, ниту реакција од обвинителството, ниту од надлежните органи, токму заради сопките кои што ги прават структурите на компрометирани обвинители и судии во целиот правосуден систем. Да повторам, на Македонија насушно е потребна, на граѓаните насушно сега и вчера итно им е потребна борба со високиот криминал и корупција. Нема веќе време за чекање. И не може како до сега. Тоа е минато свршено време. Справувањето со СЈО би било добар почеток, нели? И најдолгиот пат почнува со еден чекор, ај нека биде ова првиот чекор. Тоа е со must do, мора. Јас бев на местото на ВД обвинителката, државната ВД обвинителка, веќе ќе поведев постапка во рамките на јавното обвинителство или ќе барав да се поведе постапка за специјалните обвинители доколку таа навистина сакаше да направи нешто додека е ВД државен јавен обвинител. Но, за жал, не видовме ништо. Очекувам дека со изборот на новиот државен обвинител работите ќе се мрднат од мртва точка. Еве денеска бевме сведоци на седницата на Советот за јавни обвинители. Мислењето што го да. Мислењето за петте кандидати го дисквалификуваа поранешниот председател на Кривичниот суд Владимир Панчевски, кој што беше и најсилен
од овие кандидати за силна борба против криминалот и корупцијата, посебно кон поранешните специјални обвинители. Законски во членот 62 од Законот за обвинители и судии стои дека државниот обвинител се бира од редот на обвинители и судии кои што имаат 10 години стаж во обвинителска или судска професија. Во тој член не стои дека треба да бидат во последните 10 години, но во другите членови од Законот за судии и обвинители стои дека треба да биде од редот на активните судии и обвинители. Сега сите што ќе го толкуваат тоа, ќе го толкуваат така дека кој како сака колизијата ќе ја користи. Ќе го толкуваат дека треба да биде, бидејќи други членови од Законот за судии и обвинители донесен во 2020 година во времето на Зоран Заев, постојат членови кои што велат од редот на активните, по тој основ е одлучено да се дисквалификува Владимир Панчевски, кој има доволно стаж како судија, ако земеме екстензивно да го толкуваме законот. Има он доволен стаж да биде избран за државен обвинител. Така, но и сивито председател. Она што мене ме буни, во ред, еве да речеме, во право е Советот на јавни обвинители што донел одлука да го дисквалификува Панчевски затоа што немал во последниве 10 години во континуитет немал 10 години стаж како судија. Еве да речеме, окей, кога ќе се даде на толкување, такво толкување ќе дадат сите правници. Ама од друга страна, ако сега ние мора да се работи стручно по законот, требаше да се работи стручно по законот, кога врз основа на незаконски монтирани разговори се отвара истраги и судски процеси, врз основа на неуставно специјално обвинителство и истите се судат. Значи, кога ќе почнеме да постапуваме законски за незаконското специјално јавно обвинителство и за предметите кои што се уште се водат, некои се завршени, некои се водат. Втората работа, освен незаконското и неуставното формирање на СЈО и предметите кои што се уште се судат, незаконски беше и трансферот на предметите од поранешното специјално обвинителство во редовното обвинителство. И никој не понесе одговорност за тоа. А сега Владимир Панчевски немал стаж во континуитет во последните 10 години и толкуваме дека не може да биде државен јавен обвинител. Во ред, еве, јас се сложувам со тоа. Предпоставувам дека намерата на законодавецот во тоа време на власта во 2020 година била да се намали округот и опсегот на луѓе кои што би можеле да се кандидираат за високи обвинителски или судски позиции. И затоа тогаш се сеќавам дека ВМРО ДПМН бараше да не бидат само судии и обвинители кои што би можеле да се кандидираат за ваквите позиции, туку да бидат од редовите на истакнати правници, професори, академици, адвокати и така натаму, да имаме повеќе квалитетни кадри од кои што најдобриот би можело да се избере. Но тогаш под дејство на апсолутната моќ која што власта им ја овозможуваше на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, беа донесени законски измени рестриктивни за опсегот на луѓе кои можат да се кандидираат со цел еве вака да инсталираат свои луѓе и тогаш и кога ќе дојде времето за смена повторно да можат да инсталираат свои луѓе, бидејќи е стеснат и само нивните кандидати би требало да ги исполнуваат условите. Но еве ќе видиме, тоа не се случува. Гаврил Бубевски не беше избран за шеф на Скопското обвинителство иако се кандидираше. Јас се надевам дека како се вели понатаму владата во кога ќе го добие мислењето на Советот на јавни обвинители ќе донесе соодветна одлука кој ќе биде предлогот за државен јавен обвинител кој што ќе биде испратен на гласање во собранието, но верувам дека Панчевски ќе беше најсоодветниот кандидат кој што ќе водеше борбата против криминалот и корупцијата, вклучително поранешните специјални обвинители, меѓу кои и Ленче Ристевска, кој што е кандидат за државен обвинител. Но премногу е симптоматична целата работа и зошто еве мора да се реотвори овој случај. Знаеш, премногу има еден вел на тајноста обмотана околу целата приказка, но и премногу скандали. Оние што го истражуваа
и 4,6 милиони незаконски потрошени, беа суспендирани, иако луѓето прави, здрави, кажува аргументи зошто мора да се процесуира, од минатиот јавен обвинител кој што беше познат како заштитникот на СДСМ, верувам и не случајно се појави онаа паника во нивните редови, оние ступидни пресконференции, луцидни, како и да ги наречеме, секојдневни, затоа што знаат дека тие предмечињата што се во фиоките ќе бидат затресени од прашинката и ќе се процесуираат. Но како и да е, значи зборуваме за двајца суспендирани од вишето јавно обвинителство, еден од нив и беше шеф на тоа јавно обвинителство. Еден суспендиран и еден со Хајрулаки за и Цветановски, да, нели? Двајцата и настрана имаме сведоштво и на Лейла Кадрил, која што многу пластично ни опиша што се случувало, како се многу случувало, конкретно, како Катица, значи зборовите се прекрасни, девојката од $1.000.000, првиот муабет што го кажала, да ти не кажуваш на друг, 4.000 евра плата ќе имаме, сачувај Боже, за какви луѓе зборуваме, знаевме сите што е СЈ, ајде да не се лажеме. Цела македонска јавност, врапчињата знаеа како функционира, сега не било така, па најавуваат тужби против Кадрил, против Хајрулаки, исто така Бубевски најавуваше и сето тоа можеби и ја поднел, како што кажа. Сите овие работи, кои ќе ги ставиш заедно со фактот дека некој 6 месеци криел како змија нозе од јавноста, дека случајот е затворен, премногу се несимптоматични и несомнителни мириса, баздат од многу далеку дека некој нешто крие, заштитува и се обидува нешто да направи. Ова мора да се Они живеат во филмот да. И не можат да излезат од филмот на апсолутна власт и моќ од времето на специјалното јавно не им обвинителство, помина, нели? Со целата финансиска логистика на незаконско делење на пари која што имаа во тоа време. Сетете се на каков страф владееше и каков прогон правеа тие луѓе, уништувајќи илјадници семејства, не се тоа десетици, стотици, илјадници семејства. Филмските акции, резили сите уништи тоа специјално јавно обвинителство, за во позадина да разбереме дека се утепале од, како кажа госпоѓата Лейла Кадрил, да ти е резил колку пијат и колку мешаат по маси. Значи, за нив не можат да излезат од филмот на апсолутна моќ. Они не сакаат да сватат подршка дека на амбасадите, на власта, на сите. Тоа време заврши. Да. Тоа време заврши. Јас жалам што законот се спроведува за Владимир Панчевски, а не се спроведуваше во минатото за специјалните обвинители, туку тој сега не може да биде државен обвинител затоа што мора да се спроведува законот. И мене ми е жал што тоа е така ситуацијата. Исто така. Но мора да се спроведе законот и за поранешните специјални обвинители. Мора да дојдеме до правда. Оние кои што беа предмет на прогон, тоа го бараат. И ова поминаа историските времења на толеранција и чекање. На ова раководство на ВМРО нема да му биде простено, ако не се справи со поранешните специјални обвинители. И они се свесни за тоа. Затоа што тоа што го претрпе Македонија во изминатите 8 години на масовна кражба, тоа е епска кражба. Епски криминал и епски прогон на политички неистомисленици, нема веќе простор и мотив и сила да се издржи такво нешто. Мора тоа да се запре. Значи мора, поминаа историските околности за било какво друго политичко дејствување. Има тука една друга епска димензија во нас според мене. Имаме македонец, албанец и бошњакиња кои што излегуваат така гордо, оставаат, замисли, излегуваат од комоцијата на јавното обвинителство. Зборуваме за многу пари, многу погодности општествени, да не се лажеме, значи сите знаеме каде живееме. Голема моќ. Двајца од нив излегуваат од фелата и стануваат адвокати и си го кажуваат тоа што си го кажуваат, затоа што, кажа, и двајцата биле лојални, се чувствувале кон фелата, сепак го работеле, лебот го земале од таму, но се решиле да не ги земаат тие илјадници евра, да немаат комоцијата, ќе си работат за лебот собствено онака како адвокати. Еден од нив е суспендиран со години веќе, Јово Цветановски. Еве тие тројцата нека ги стават на маички. Тука има од секое зло, да, но тука има баш една епска димензија. Тројцата мускетари ги нарекувам јас, кои што излегува се дрзна да покажат со прст таму каде што треба, дека царот не да е гол, не да е сејал голо и босо, туку е многу повеќе од тоа. Сега, сети се само на оние трите грации с кои што ги носеа Заевци и оние шарените,
овие луѓе заслужуваат да се стават на маички и да бидат почеток на онаа толку посакувана реформа во правосудството. Зборувам и за обвинителството, и за судството. Судството да не ги заборавиме. Царска, каде што кумот ја утнал работата до брила, нели, малку не оди селата приказка. Тука се, нели, ги имаме и останатите суди, но и обвинители како Вилма, како Лиле и цела компанија, па таа Јулијана што се јавуваше деноиве. Многу валкан веш има. И тоа тепикот таму ги бутале работите под него, ама премногу е веќе висок, мора да пукне работата. Мора да се расчисти со тоа и новиот државен обвинител првата задача ќе му биде справување со криминалот и корупцијата и таквите поединци во обвинителството, а потоа во правосудството и паралелно со тоа да се гони високиот криминал и корупција како кај политичарите. Кај овие останатите кандидати, бидејќи го дисквалификуваа Панчевски, гледаш можност некој од нив да продолжи? Ја мислам дека две од нив се така, не она плавуша има една, нели, не таа, туку две господи кои што имаат капацитет за да го направат тоа. До сегашната можеби и она една со црна кадрава коса господја. За Раичевиќ мислиш, господја Раичевиќ, која што го бркаше случајот банки со проневерата на десетици милиони евра од 3 македонски банки кон компании кои што биле заглавени за повеќе десетици милиони евра. Ленче Ристовска апсолутно нема капацитет, ниту треба да биде. Опа, тужба веднаш поднесува, нема копа, нели, се запишува, се шегувам. Добро, они се главните борци против слободата на говор и изразување, против слободата на медиуми. Јас лично сум гонета од специјалното јавно обвинителство порано, јас можам да потврдам со какви методи се служат специјалните обвинители, тоа специјално обвинителство, кои што нели се жалат денеска ги слушам од медиумите блиски до СДСМ дека по приватни тужби се гушел говорот на слобода и изразување. Кога ќе видиме финансиски контроли кај медиумите контролирани од како се вели од опозицијата и од СДСМ, и кога ќе видиме како работеле, ќе видиме како ќе се однесуваат тогаш, но тие сега стварно немаат причина за вакво покажување со прсти, за создавање поделби во општеството, бидејќи тие беа најгласните поддржувачи на шарената револуција, која што ја урниса државата на колена, и која што не донесе не само ништо добро внатре во државата, туку не донесе и ништо добро на надворешен план во смисла на членството. Шарена деволуција, ја велам. За членството на Македонија во Европската унија, бидејќи тие беа директни поддржувачи на договорот со Бугарија, кој што беше донесен во тајност и кој што потоа нас не стави печат на патот на нашата интеграција во Европската унија, а цената за членството во НАТО беше насилната промена на уставното име со апсење на пратеници, кои што тие исто така го поддржуваа и дозволија револуцијата шарена која што се случуваше во Македонија да го урниса целосно системот, како што сите револуции, да се едно дали била шарена во Македонија, шарена во Србија, Портокалова во Украина, октомвриска во Русија или француска во Франција, не донесува подобрување во општеството, туку носи многу меѓусебни поделби, убивања, прогони и уништување не само на системот, туку и на економијата и политиката и меѓународната позиција на државата. Да, обично велат дека револуцијата нели ги јаде своите деца, кај нас се случи револуцијата да се изеде државата. Јас велам деволуција, направи протекторатот една држава и од оние учесниците од луѓе направи мајмуни, така што буквално кажано една деволуција шарена ни се случуваше, но мора да одат натаму работите. Дали мислиш дека и ова што ни се случува сега, зборувам за марихуаната, зборувам и за она што излезе некој претходно се вика Жан Митрев, излегуваат луѓето, поминува стравот, нели? Дека ова што се случува е директно поврзано со она што се случува и во јавното обвинителство, односно со тргањето на оној последниот заштитник на не мохиканец, не може да биде мохиканец, кој што го тргна, даде 5 минути пред да го тргнат оставка, што малку не е, нели? Говориме за Липчо Коцевски, така? Така, дали после него беше најавено, бидејќи на крајот на годината зборувавме дека ако увертирана целата приказка за најавите за 2026-та, односно ако по утрото денот се познава, а ако утрото е крајот на едната година, почетокот на другата, дека ќе гледаме интересни
шармантни, не, ама весели работи, луѓето да си земат пуканки така повеќе и да очекуваат што ќе се случува. Ова со марихуаната беше малку и потврда на приказката дека се размрдуваат работите. Добро е што полицијата тргна во откривање на наркоклановите во Македонија кои што незаконски се занимавале, кои што го изигрувале законот при производството на марихуана и се занимавале со шверц на истата и во внатрешна територија и надвор од границите на Македонија во европските држави. 40 тона е фантастична бројка. Премиерот најави дека треба да се стигне до бројка од околу 100 тона. Јас разговарав со некои луѓе кои што се во легалниот бизнес со производство на канабис, медицински канабис. И тие велат дека нелегалните количества на складирана марихуана со цвет е околу 100 тона вкупно, што значи дека треба некаде уште околу 70 да се запленат. И зачудена сум што чека финансиската полиција како логистика да биде на Министерството за внатрешни работи и зошто се уште не сме виделе соопштенија, акција или барање за апсење и приведување од финансиската полиција против оние правни лица и управители и сопственици или кои да е во овие кои што се занимавале со незаконско производство на не на медицински канабис, туку на рекреативна марихуана. И очекувам да видам логистика од финансиската полиција на ова поле. Бидејќи и треба логистика на полицијата, не може... Не сакаат да промашат. Знаеш дека и тука има многу сакаат, порано имаше многу такви случаи кои ќе утнеа работата со една запирка што се вика. Сега колку што знам, сакаат да бидат целосно сигурни во она што го прават и мислам дека е прашање на време, ајде дека сега во моментов се одвива акција. Јас сакам да ја видам финансиската полиција како логистика на акцијата на МВР за сузбивање на нелегалното производство на марихуана во Македонија. Тоа е она што јас би сакала да го видам. Дали ќе се случи во следните денови или не, останува да видиме. Но јас би сакала тоа да го видиме во следните денови, бидејќи на државата и треба да се справи со незаконското производство на марихуана за рекреативни цели, а не со производството на медицински канабис, кој што се одвива под едни специфични и посебно одредени услови надвор од растење и узгој на марихуана на отворени ниви. Што мислиш до каде ќе оди тој октоподот, популарно наречен? Секогаш си имаме по некој октопод, го најавуваа уште одамна, се сеќаш првиот беше на Бранко, но еве сега имаме еден октопод факт, така развиен оние минати 7 години со пипците, а повторно како и секогаш и октоподот, како и рибата, некако што вели Заев смрди од опашката, односно од пипците, тука од главата. Што мислиш, до каде ќе оди овој пат октоподот и неговото разоткривање и главата и сето тоа? Многу мириса работава исто така оддалеку. Ќе чекаме да видиме, јас имам некои информации, сега историски ако повлечеме аналогија, ќе видиме дека во најголемиот дел од овие производствени погони за медицински канабис на почетокот, кога стана актуелно, на почетокот на 2017 година, во најголемиот дел од тие собственички влегоа семејството Заеви. Дел со насилно превземање, дел со ефтина изнуда, ајде така да го крстиме. И потоа, кога почна да се развива тој бизнес и да се увезува исто така марихуана надвор од Македонија преку Лесото и други дестинации, да станува атрактивен бизнес, тие ги продаде уделите за многу поголеми цени од тие што ги купија и ја зголемија цената на лиценците за други играчи да влезат во тој бизнес и заработија многу. Давајќи им го правилникот за растење на марихуана на отворени ниви, што е сосема надвор од законот за производство на медицински канабис, тие сака на некој начин да им се одолжат за преголемата цена која што тие ја платија према фамилијата Заеви за да ги превземат тие удели и за да се овозможи шверц од кој што и понатаму ќе заработуваат дополнително. Треба тука многу сериозна истрага и од полицијата, и од финансиската полиција, и обвинителството. Патот на парите. Патот на парите и дел ги дадоа кај луѓе блиски до фамилијата Заеви и членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и нивни роднини, така што
кругот почнува од заеви и се шири преку семејството заеви, преку нивни роднини и преку членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но не е само Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, тука имаме и други политички чинители за кои што ќе се зборува во иднина, да не откриваме сега се вечерва, кои што учествувале во тој бизнис и верувам дека Министерството за внатрешни работи во следните денови ќе излезе со многу интересни информации околу оваа истрага. Сега после неколку години, иако мислам дека и тогаш им станува на сите јасно како оној само декларираниот црпнат од нива бараше и зошто бараше легализација на марихуаната, ти текнува на оние драми кога се сликаше со Биг Майк среде вада со најголемиот марихуана бизнисмен во светот. Да ја крене цената на бизнисот, да заработи повеќе, за да може уделите да ги продаде во компаниите кои што ги зема на сила или со ефтина изнуда, да ги продаде за многу поскапо, за да заработи многу повеќе, и тој тоа го направи. И сега тие луѓе треба да си берат гајле како ќе си ги решаваат односите помеѓу нив. Тоа државата треба да си ја заврши својата истрага и својата работа, а останатото останува на нив. Како гледаш на она реприза, едно дежави имаме секој ден од опозицијата, која што запна не се фаќа за 40 запленети и можните 100 тони, туку се фати за оние 5 тона кои што се во Србија. Ден денес нема дека е точно дека потекнуваат скоро од тука и се. Туку дека сопственикот кој што се бара по потерница негов сем во Србија е сопственик на едно правно лице во Македонија, и тоа е поврзаноста. Значи во врска, а не дека се од Македонија, и затоа се уште чекаме повеќе детали. Обвинителството треба да ги даде, не може МВР да ги даде во овој случај, но СДСМ... Дефокусот. Секојдневно по 3 соопштенија имаат на таа тема, честопати и пресконференции. Нема ништо друго, нели, ќе излезат од време на време на друго, ќе кажат некоја важна вест, како денеска летал премиерот на одмор со авион, са човек, боже, некои ефтини финти кои што бадиела ќе ги демантираш. Ти демантирај утре са бајле, докажи им, нацрта им, останува тоа во меморијата на луѓе. Многу ефтини финти се тие операцијски. За жал агенциите кои што им го работат овој разигран, да го речеме, пиар на СДСМ, Прагма и уште едната агенција е која што работеше во време на шарена револуција за социјалдемократите. Да, вокабуларот е тој. Вокабуларот е далеку од тоа што беше во шарена револуција, квалитетот е 100 пати понизок од тоа што беше во шарена револуција. Добро, тогаш плаќаше некој од страна, и сега они прават соопштенија од рекла казала врз основа на тоа што така ќе баше контексти даваат контекст. Нема контекст, нема контекст, нема информација. Да. Континуитетот единствениот континуитет е во лажење, креирање лажни вести и создавање паника околу лажните вести. Значи, они немаат контекст, нема идеологија, нема политика тука, не нуди решенија, врз основа на рекла казала. Он креира некакви тези и врз основа на тоа, сега ќе ги мобилизира моите. Тука нема ни една информација. Лаги се сите тие. Соопштенија и пресконференции кои што ги прават. Тоа е единствениот континуитет, за жал, на СДСМ. За жал, и сега овие агенции што работат за нив нема да го подобрат нивниот рейтинг. Нема. Значи, минато свршено време е СДСМ како партија. Тамо треба да дојде ново раководство. Кога ќе дојде ново раководство, кое што ќе ги исчисти овие, ама кое што нема па да го враќаш и Легов, кој што исто е дел од компрометираното раководство на СДСМ, па сега нешто го слушаме, бара оставка од Филипче, не бе дечко. И ти трпаше милиони додека Заев беше на власт, ти како градоначелник. И у шарена револуција со разговорите свашта нешто правевте по луѓе. Становите што ги заработи не ти се од адвокатска работа, не ти се од пратеничка плата. И за тоа ќе треба да се докаже потекло на тие пари. И треба да биде предмет на истрага. Тој не може да биде дел од раководството. Има останато чисти? Нема. Во овој сустав нема. Кога ќе се одважи некој, по мене, единствен што беше капацитативен, со можност да направи нешто, без разлика на неговата улога во фондот за иновација, збориме по политичка капацитативност, единствен кој што можеше да направи промени, да ја реформира СДСМ, беше Јован Деспотовски како кандидат за председател. Реално да. Ова другото ништо. На страна, пак ти кажам, на страна неговата улога во фондот за иновација.
капацитативноста на човекот, од сите тие кандидати, како политичар имаше само Јован Деспотовски. Оно што го исклучија. И го исклучија затоа што реално тој представува опасно за Филипче и за Заев повека како и за Заев и за Филипче и за целата таа корумпирана партиска елита која што си го чува сопствениот грб и сопствениот капитал за да не се случи расчистување со високите случаи на криминал и корупција меѓу политичарите. Пред 10 години, ја следиш премногу долго политикава, на некој социјалдемократ да си му кажела дека извршниот одбор ќе бидат тие и тие, дека подпредседателка ќе биде Фани Сорос, Анаве мразам сите, Јон Шмрчко и така натаму, Жерновски. Што би ти рекол? Социјалдемократ искрен некој од тие нормалните што сепак нели ги има се уште. Да беше Бранко ќе речеше дај ново дете или дај нова партија. Так. Ама Бранко секогаш кога се крупни работи историски кои што треба да се случат во Македонија, се повлекува од политиката и го става кормилото на некој друг. Тоа во изминатите 30 години бевме и за војната сведоци и сега кога се именуваше уставното име, му ја остави партијата на тацана на Зоран Заев. Другите социјалдемократи нема таму социјалдемократи. Таму од доаѓањето на Владо Бучковски, па потоа Радмила Шекеринска, па Зоран Заев, значи партијата од 2006-2005 година е во континуиран пад. Во политички збориме е во континуиран пад. Тој пад тешко дека ќе се запре, затоа што веќе нема социјалдемократи кои што веруваат дека таа партија ќе се врати, а ова раководство независни не може да привлече. Нити може да го намали рейтингот на владачката ВМРО од ДПМН, што и да направат. Таму треба, ако се успее, да се направи смена на ова раководство и да се донесе ново. Ако не се успее, дел од членството ќе се трансферира во ЗНАМ, дел ќе одат кај левица, а слушаме дека во најави се формирање на нови политички субјекти. Јас лично не знам, нити сум се распрашала овие денови дали ќе се случи таков некој процес, но евидентно е дека се случува раслојување во левото гласачко ткиво, како што тоа беше случај во Бугарија. И социјалдемократијата и левицата се во сериозна криза не само во Македонија и во Бугарија и на Балканот, туку секаде во светот и во Европа. Да. И тоа како процес ќе се случува и понатаму. За сметка на тоа десницата се уште е стабилна, но мора повеќе десницата, не зборам тука само за Македонија, него зборувам и за Балканот, зборувам и за Европа, десницата мора да биде повеќе обединета околу вредностите за кои што самата се залага, и во социјалната политика, и во економската политика, и во политичката идеологија. Значи мора да биде не агресивна, него подетерминирана да ги задржи тие вредности и да ги пропагира, значи да биде погласна, не силна, него погласна во пропагирањето на своите вредности, бидејќи тоа е она што во моментот и на Европа, и на Балканот, и на Македонија им треба. Да се вратиме на основните вредности, кои што ги загубивме со либералната демократија, чии лидери биле дел од кругот на Епштајн. Видовме какви се тие лидери и видовме што правеле. Време е да се застане малце и да се вратиме на корените. Имаме уште теми за отворање. За жал, ако приметуваш за жал, зашто па за жал, секогаш минативе десетина години, кога зборуваме за скандали на СДСМ. Дали се на власт или во опозиција, една работа е неменлива во кај СДСМ, се сменија многу луѓе, но останува да зборуваме за нивните скандали, за скандалите поврзани со нив. Постојано нешто, некоја таква карма имаат, но две работи се континуитет во СДСМ: криминал и лажење. И антимакедонштината додадија како трето. Зборувам како партиски сега, ојкофобија, она влюбеност во туѓото и нели само презир кон своето. Како и да е, значи со нас е Ивона Талевска, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, моја гостинка Ивона Талевска. Ивона, зборувавме за дејанијата и злодејанијата во Македонија во минатиот период. Една работа која што исто така константна е атакот на СДС врз македонските медиуми.
Не нападнаа нас како Алфа, вас како Вечер МК, го нападнаа Курир, го нападнаа Плюс Инфо, го нападнаа Нетпрес, Република, и тоа е веќе нешто што е последниве месеци. Но има и, како што кажуваш и ти самата традиција има. Традиција. Еден од носечките столбови на СДСМ покрај криминалот и лажењето е создавање непријатели од медиумите. Так. Тоа почна уште од Владо Бучковски и Радмила Шекеринска, продолжи со Зоран Заев, еве сега го гледаме и Венко Филипче. Точно како што тргна политичкиот пад и капацитативниот пад на СДСМ, така отвараат фронтови на се поголем број полиња, за да личниот неуспех го претворат во кривица за некој друг. И жалам што во континуитет СДСМ, освен што создаваат непријатели од медиумите, вршат и прогон на медиуми, и тоа ќе мора да запре. Затоа што создавање пракса на прогон на медиуми, како што беше случајот во изминатите 8 години, ја отвори Пандорината кутија и некој друг така да постапува против медиуми, зашто јас воопшто ниту се залагам, ниту некогаш ќе се залагам. Јас сметам дека пазарот треба да биде полиберализиран од тоа што е сега, со помалку рестриктивни мерки, со помалку незаконски правилници и со повеќе почитување на различните мислења и слободата на говорот и слободата на изразување. И во таа насока, како претседател на Македонската асоциација на новинари, сум делувала во минатото, делувам сега и ќе продолжам да делувам. Но прогонот на СДСМ против медиуми и новинари кои што не се под нивна контрола мора да престане. Го судивте тоа како ман, го суди, му па дури ЗНМ и ССНМ најдоа, нели, сили го направија тоа, но не се повлекува и постојано се повтора приказната. Зборуваме за традиција, за Заев и Холокаустот на евреите беше традиција на евреите, нели? Колку се сеќаваме на тие неговите зелени бисери, традиција и ова, но има една друга традиција, се вика скандали и афери, кои што момент го нашнавме во првиот дел. Ние сме виновни како новинари што тие имаат дузина, стотици афери и скандали глава, и криминал невиден. Значи, ние сме виновни што го отвараме и зборуваме за Жан Митрев. Внимавај, значи, така беше наративот во последното. Ете, медиумите такви, вакви, онакви, измислуваат. Што измисливме ние? Па Жан Митрев дојде. Самиот кажа и кажа дека има и писмени докази. Обвинителството отвори, Гаврил Бубевски честитка им остави на заминување, отвори истрага за тоа, нивни човек буквално. Тоа требаше многу порано да се случи. Да. И беше јасно дека во корона кризата се врши притисок за превземање на болницата, тоа сите го знаевме. Се сеќаваш на колегите наши, тие беа најдобар репер, ми се, оние кои ќе ги видам како скокаат и каљаат, девалвираат некого. Знаеме дека се случува нешто во позадина. Знаеме дека се случува нешто во позадина, тоа е точно и не се работи за новинари. Јас кажав во не се тие организација. Тие не се колеги и не се новинари, јас тоа го кажав и на друго место. И јасно беше дека нешто се случува во позадина. Јас многу активно го следам судењето на доктор Жан Митрев и можам да кажам дека ситуацијата е доведена до ниво на апсурд, бидејќи тој случај е така исконструиран да се нанесе огромна штета на честа и угледот на самиот доктор Жан Митрев, да се нанесе штета на болницата со цел да биде превземена за многу девалвација за да биде превземена за ефтини пари. Тоа го покажуваат и тоа го покажува и самата постапка. Сите судски рочишта на кои што присуствувам одат во таа насока дека се што се креирало за да се девалвира доктор Жан Митрев, да се намали цената на болницата, да биде дискредитирана за да биде земена за насилно или за со ефтино изнудување. Многу афери се вртат околу едните исти луѓе. Сега, јас и ти останатите новинари сме виновни што Филипче, министер во времето на онкологија, 35 милиони 6 криминал евра и многу уништени животи, значи ние сме виновни. Модуларната болница, каде што токму и Леола Кадриу кажа кој е првиот и основниот виновник и зошто се случува тоа што се случило, ние сме виновни. За вакцините, ковид вакцините, таа афера ние ја измисливме. Жан Митрев, ние го натеравме да зборува. Зошто? Добро, така. добро, окей.
Зошто обвинителството досега нема покренато ништо за ова? Најдоброто И прашање, зошто за она што има покренато е така поднесено обвинение за да падне или за да биде осуден некој друг кој што нема врска со случаите? Бил Кабел или доктор? Да, бил Кабел или доктор. Возач, да. Господјата Лела Кадрил многу убаво објаснуваше за Тетовската болница каде е проблемот. Одговорноста, а зошто па никој па ни политичка одговорност не сноси? Ајде, обвинителството го држи Заев, овие специјални обвинители вршат притисок и не може да се поднесе обвинение како што е реалната ситуација. Разбирам дека дека сме биле заробена држава. Разбирам. И се уште сме заробена држава поради правосудниот систем, се уште сме заробена држава. Ама зошто колку толку за да замачкаат очи на јавноста, некој не понесе политичка одговорност, па да речеш еве даде оставка. Ме разбираш? Значи етички барем да настапеа. А имаше анкетната комисија Собраниска исто така утврди политичка одговорност и замисли каде ја лоцираше? Кај Венко Филипче. Значи никој ништо повторно, па тоа било политизирано. Секогаш има некој изговор, де новинарите нели платените од тие и тие го прават тоа заради тоа и тоа. Не баре некаде во светот некој би пропуштил таква сторија каква што е секогаш СДСМ е завршена приказна. Да. СДСМ во политиката е завршена приказна. Кажав и да го заклучиме тоа како тема и натаму ќе се врши расветнување на левото социјалдемократско гласачко тело, ќе се зголемува бројот на незадоволни од таа политика и ќе се зголемува бројот на абстиненти од таа политичка опција, што не е случај со десната опција, и ова е шанса за десницата да биде погласна во враќањето на вредностите во кои што верува, за кои што се залага и попространо да истите да ги соопштува, да ги кажува, да ги комуницира со јавноста и со гласачите. Сега е моментот за зајакнување и за засилување на десницата и тоа треба да се искористи. Ова е светски тренд како што нашнавме во почетокот во првиот дел. Јас се шегувам дека менталитетски гледано европските лидери, оние што заминаа и оние што ќе заминат, ги знаеме 3/4 на оние најизвиканите држави, и ако ја видиме менталната матрица на нашите поранешни владеачи, за жал оние 7 години, иста е матрицата. Во превод, тие велеа ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани, нити едното, нити другото не држи води, иако сме во НАТО, не може сам да те брани, ако сам не се браниш. За парите од ЕУ видовме исто така, она што не лажеа и за референдумот и се. Во Европа живеа со приказката, барем допред некое време, до Трамп, времето пред и по Трамп, дека САД ќе ги брани, а Русија ќе ги храни, и сега имаме еден рез. Минхенската конференција помина, истата порака ја кажа Рубио што кажа J.D. Вен, само ги пофали и им кажа на европјаните 2-3 умилни збора со аплауз. Го испратија и овации, дали не ја разбра приказка, истото го кажа што го кажа Венс, дека треба да се оправат. Да, што го кажа и J.D. Венс, дека они веруваат во трансатлантското пријателство, дека истото ќе го почитуваат, но сакаат Европската унија да биде посилна и понезависна од Соединетите американски држави. Ветри штадуваат од сите страни, сад се многу сериозна суперсила која што ги има информациите за состојбите во светот и колапсот на неолибералниот поредок кој што ги колабира и најсилните економии во светот, и гледаат дека во колабирањето на тој неолиберален поредок, западен поредок, сад мораат да бидат да се ориентираат кон себе, во таа смисла да видат со што располагаат, да видат каде можат да имаат влијание за сегашната состојба и за иднината, и да градат партнерства кои што ќе им овозможуваат поголема контрола на ресурсите за нивни потреби. И до тука е интересот на Соединетите американски држави, тоа е легално и легитимно и треба да се почитува како такво. И секоја држава треба да се гради својата позиција врз основа на интересите на државата и секако да се градат стратешки партнерства кои што ќе подобрат позицијата на Република Македонија во светот. Во таа насока, освен стратешкото партнерство со Велика Британија, завршувањето на постмониторингот после 26 години од Европскиот парламент, ние добивме и фер договор за меѓусебна размена со од 0 до 6% и од 6 за најмалку број производи на 15% царина од оние првичните кои што беа 34-35
наметнати како тарифен модел од САД и за европските држави и за Македонија, и гледаме дека позицијата на Македонија е многу подобрена. Добро е за една изолирана држава, како што кажува. Многу е подобрена позицијата на Македонија и врз основа на стратешкото партнерство кое што во 2008 го подпиша Антонио Милошевски со САД, ние втор пат сега добиваме таква силна поддршка за кое што го потврдува стратешкото партнерство и взаимното почитување и соработката која што треба да се унапредува во наредниот период. Многу силен удар беше овој крах на тој неолибералниот свет за голем дел од наши колеги кои што го сватија тоа под живот. Мислиш дека ќе си најдат нов стопан, веќе работат на тоа? Гледам сега се умилкуваат, упикуваат кај Европската унија со ставовите што ги протежираат, повторно удирајќи по Македонија какви сме, никакви се, а колку се тие убави, како смееме тоа да го правиме. Мислиш дека ќе си најдат нови стопани нови тешко сојузи се прават, нови сојузи се прават во рамките на Европа и во рамките на Европската унија, и прогнозите се дека ќе претрпи, ајде така да го кажам во блага форма, преуредување и промена на правилата на игра во самата Европска унија. Гледаме дека Украина се на сила се бутка Украина да стане членка на Европската унија, иако постои вето од Унгарија, така. Гледаме дека за Македонија, која што ги исполнува условите за почеток на преговорите, се бара 17 години се бара од нас, нели, уставни измени за Бугарија да не ни стави вето, а не знаеме дали ќе ни стави понатаму вето. И гледаме дека Германија и Италија имаат свој нов сојуз со кој што Франција не се согласува. Гледаме дека Словачка и Унгарија, потенцијално со Австрија, исто така градат еден сојуз со кој што не се согласуваат ни Велика Британија, ни Франција. Германија се наоружува што не му се допаѓа на никој околу нејзе и никој во Европа, и условите некако, да не бидам песимист, покажува дека дуваат ветришта од сите страни, дека човек мора да се штити и да се грижи за себе си. Сепак гледано од страна, јас мислам дека конечно после долго време го фативме тој воз сагвам како што треба во меѓународната политика. Го коментираше и тоа со оние успеси од изолираната, тргнатата на страна држава. Сепак мислам дека го фативме возот за промена после многу години, го фативме вистинскиот воз. Види, јас ја сакам мојата држава и јас верувам дека Македонија секогаш имала добри односи со своите меѓународни партнери. Прашањето на индивидуални вета и уцени и цената која што државата ја плаќа е друга работа, и испорачувањето на резултатите па е сосема спротивна работа од сето тоа. Пак ќе кажам, значи, дуваат нови ветришта сега од сите страни и ние мораме да се штитиме. Ова со бугарското вето, ќе видиме како ќе заврши, дали ќе остане францускиот предлог на сила, како што зборував и претходно, поради инсистирањето на Украина да влезе во 2027 на почеток да стане членка. Потоа да видиме дали Балканот ќе биде придружен прстен без право на вето еврокомесар, или реално ќе постои европска перспектива за членство. Значи, сега само можеме да ловиме во матно. Затоа е најдобро да се грижиме за самите себе, за нашата држава. Ние мораме дома да ги спроведеме реформите, ние мораме дома да се усогласиме со европското законодавство, да спроведеме силна борба против и криминалот и корупцијата, особено против високите случаи на криминал и корупција, да ја исчистиме државата. Значи, поплавите покажа и дека вината не е само во властите, туку и дека е во луѓето, бидејќи не ги почитуваме еколошките стандарди. Отпадот, секаков отпад се фрла буквално секаде. Тоа е културата, состојбата на умот. Тоа се решава, и тоа се решава законски. Сити дека се менува и тоа. Да, Сити почна да го менува начинот на кој што луѓето размислуваат и возат и практикуваат, кои што се обраќаат. Треба да се размислува и во Министерството за животна средина за промена на законските регулативи и нивна имплементација. Значи, постојат веќе некои закони, но и имплементација за да не ни се случуваат ситуации како со поплавите и како со загадувањето. Мислиш дека ќе има шанси за таа промена на состојбата на умот, дека немаме друга шанса. Сев Сити ми е одличен пример дека можело и дека Ама нема друга повторно првиот чекор кон најдолгиот пат кој што не чека дефинитивно. Нема друга шанса, Македонија нема друга шанса.
Друга сите луѓе кои што сме тука го имаме истото чувство. Македонија нема веќе друга шанса. Македонија или ќе ја биде Хамлетовски. или ќе ја биде. Ти благодарам што беше моја гостинка. Благодарам за поканата. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.